Постојниот пешачки мост, каде што требаше да биде поставено панорамското тркало, чија што изградба е прекината, нема да биде во барок стил, туку ќе биде современ пешачки мост кој ќе биде висечки и нема да има никаков контакт внатре во реката. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и зашто досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони динари. Тоа се средства кои се на посебна сметка на јавното сообраќајно претпријатие, а се донација од АЕК. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката, од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, градежните активности таму ќе се интензивираат и би требало пред нова година да биде завршено и во целост да се ослободи коритото на Вардар и тој да стане проточен и да нема излевање на Вардар заради физичките пречки на стопите. Советниците од ВМРО ДПМН го обвинуваат Шелегов дека не се чистат реките и каналите, на што Шелегов одговори дека коритата на реките и каналите со години наназад не биле добро одржувани. Сега е почнато со темелно чистење и се очекува течението на реката Серава годинава да биде целосно и темелно исчистено. Додека пак реката Лепенец постои сериозен проблем и во горниот тек веќе реката се излева по нивите, затоа што коритото не е исчистено. Градот заедно со општина Ѓорче Петров презема активности, барем тој дел полека да се врати во ред, зашто потребни се околу 500.000 евра. Шелегов посочи дека и во горниот тек на Вардар веќе е започнато чистењето и на внатрешниот и на надворешниот дел, и повторно каменот на коритото ќе биде видлив. Интензивно е започнато чистењето на коритото, не само внатрешно, туку и надворешно, бидејќи капиталниот објект, регулираното корито на Вардар е запуштено и обраснато со трева. Кога шетате по кејот на Вардар, камен не можете да видите, камено е коритото. И на тоа интензивно работиме. Очекувам дека барем едната страна на Вардар ќе биде исчистена требата од фугите, затоа што кога ќе навлезе внатре корењата, потоа го распаѓаат системот на градба. Немаме доволно средства да градиме одново корито, меѓутоа должни сме да го заштитиме, затоа малку поинаку, не ја косиме тревата, тревата ја вадиме од фугите, бидејќи корењата уништуваат коритото на Вардар. Тоа го правиме по моментов, посебна бригада, посебна екипа на улици и патишта функционира на тој систем и очекувам дека во текот на ова лето барем едната страна на Вардар ќе успееме да ја третираме на тој начин, со цел да ја сопреме ерозијата на конструкцијата на речното. Коритото на Вардар ќе се исчисти и од галиите, на кои според Шелегов местото не им е во Вардар. Постапката за нив е во тек и се преиспитува правната можност што може да се направи, но не по секоја цена во однос на цената што градот треба да ја плати. Тоа се одвива внимателно за да не се направи штета врз буџетот на градот. И интенцијата на Шелегов е тие бродови да бидат отстранети од коритото на Вардар.